И во оваа држава имаме одредени слабости, а љубавите работи не можеме да ги не кажеме. Секој ден подобрувањата чекаат. Се што ќе се предложи, се што ќе се каже паметно, умно, нормално утре тие што ќе се остават владата ќе го прифатат. И го прифаќаат, мисличи, нови резултати што ги има досега. Јас не ја фалам владата. Јас не фалам никого, јас само објективниот пристап сакам да го ставам во функција. Ова партија не може да зборува така. Ја мислам овака, ја мислам онака, ништо не е направено, да зборувате. Вие сте напишано што да кажете вечерва се. Ама не го губиме времето се, уште 15 минути има. Не немате да вие кој зборувате, не волам. Ама немате што да зборуваш, секој вече исто слушам на сите на канал 5. Ама нема што да слушаме. Што се? Повелете, значи. Ама исто го слушаме секој вече на канал. Ја тука му напишале што да каже, ама не го земаш времето. Слушајте ми вие мене. Ама нема што да слушаме, ви слушаме секоја вечер на канал 5. Слушате станите зудите си. Нема што вие ќе зборувате. Кажете ги вечерва ја ќе зборувам, нема што да зборуваш. Нема што да зборуваш. Ама нема што да зборуваш. Ние мора да кажеме вечерва, има медиумски мрак. Молам нема нешто да зборите. Секој ќе што ќе го слушаме сега сега. Се пуштен тука по нарачката ни ја се го дозволите. Се зборува за уставното име, тоа е наметнат спор. Тоа објективна значи, причина. За името ќе се рачистиме. Значи, специфики од вашата изборна програма идентично во истил како што има. Јавен сервис, секоја држава има јавен сервис. Како ве тоа јавен сервис? Срамота како јавен сервис. Ве молам, јас зборувам после ви. Ама нема што да зборите се, го губиме времето, што ќе зборите? Повелете, повелете меѓутоа за вашите програмски определби, нивните си се нивни. Значи, што е она што е специфично во програмата на Социјалдемократската партија на Македонија, што сметате дека е различно од другите и што ќе ги привлече гласачите? Не може ли да одговорам на тоа? Сакам да одговорам. Може да одговорите, меѓутоа доколку е реплика, бидете кратки, бидејќи во времето истеку. За уставното име кажа, јавниот сервис треба да постои во секоја држава, дека некои работи треба да се дотераат, сигурно, во се треба да се дотера. Во сите институции дотерувањето постојано треба да тече со тек на времето. Ако денеска пиеме виски, утре може да пиеме нешто друго. Значи се менуваат работите, се дотеруваат понатаму. Буџетот да се намалил. Како може буџетот да се намали? Како институции ќе работат? Буџетот треба да биде голем. Таа вашата институција не потребни, таа ќе се укине. Вие се во која институција сте директор? Ама таа не потребна, и затоа се намали буџетот. Ја ќе станам. Ти да станеш, па да станеш вие ги критикувате нивните мерки, вие ги критикувате нивните мерки, ти имаат право да реплицираат. Не е твој проблем тоа. Па проблем на народот. Зимате од буџет. Таа институција треба да се укине. Таа институција е намерно ставена да ве згрижува, така? Па да ве згрижува. Ја не ви се убедзи. Ама што ви се убедзи? Како вие како вие ќе владате како вие ќе влезете во парламентот со нервоза? Викате буџетот ќе се намали. Нема потреба да оставиме да ги кажеме. 1 милиарда се троши на тие вашите институции. Ќе реплицирате. 1 милиарда се троши на вашите институции. Ќе влезете во парламентот, таму зборувајте. Овде сме дојдени да зборуваме на поставени прашања. Викате 3 милиарди буџетот да се намали на 2 милиарди бил. Па од таа милиарда ќе се заштитат. Што сте по занимање, меѓутоа економијата слаба познавате вие. Не може без буџет да работите. Добро, јас. Вие сте една минута за вашата. Што познавате вие од економија? Вие сте 20 години манипулатор и како не ви е страм стар човек да се бламирате така, да ве пуштаат по нарачка тука? Како не ви е страм? Како на вас не ви е страм да упаѓате? Како не ви е страм? Сакате да влезете во парламентот, да ве пуштаат, да бидете Сакате во парламентот да влезете со таков тон? Тоа да го кажеме, Затоа така ли сакате да влезете? Срамота е 20. Никош нема да влезете во парламентот. Па и да не влеземе. Да знаете. Ако не е здравје. Ама никој пат нема се дозволам таков срам да бидете. 20 години да се бламирате. Да правите листи по нарачка, да доаѓате на телевизија по нарачка. Може ли да прекинете? Ова испаѓа се ова телевизија дека е не знам како. Значи ова е дебата, ако вие чувствувате право дека можете да ги коментирате проектите на господинот Бачев, исто имајте. Повелете минута време за вашите проекти. Прашите го дали ќе прекине, не сака да прекине. Нека се мери времето да се мери, тоа ми е. Моле? Дополнително ще минута време да ги објасните специфичните ваши проекти. Повелете. Нашите проекти, се ова што се прави денеска во државата, да кажам, отворено јасно, пред македонските граѓани. Толкав број на проекти што се направени, се е влезено овде што ние дискутираме во тие проекти. Значи, јас сакам само да објаснам пред граѓаните. Јас сакам овде да објаснам пред господата што овде со мене коментира, дискутира и дури сака да вреѓа. Ја тоа нема да го примена. Бидејќи јас сум културен човек. Нема вреѓање како вреѓање. Ја нема да вреѓам, јас сум културен човек. Нема вреѓање. Јас почитувам демократија,
Јас почитувам демократија, ја имам допринос за демократијата. Добро, повелете, дали имате нешто специфично да издвоите од она што е во вашата програма? Нема ништо специфично во конкретна ситуација. Ако имаме ние досега во програми 2000 проекти и уште толку се припремаат, се во тек, како ние можеме тие работи да ги прескочиме, а да не речеме дека можеме уште нешто да додадеме? Еве, повелете можност да додадете, бидејќи во спротивно не ја разбирам смислата на земјоделието, ми прекинавте. Не, набројавте 5. Да, 5. Земјоделие, поголеми плати во здравството, поголема контрола на неплаќачите и поголеми активности на МТВ. Тоа беа 5 проекти кои што ги спомнавте, ви давам шанса да спомнете уште неколку. Понатаму, Социјалдемократската партија се залагала и се залага за развој на сожителството, имајќи преди да сожителството во Република Македонија е камен тепелник за развојот на севкупните односи во Република Македонија. Имаме одредени недоразбирања што јас мислам дека тоа треба да се надмине, заради тоа што државата Република Македонија е мала и визави другите етнички заедници се гради еден добар однос. Етничките заедници, мислам, уживаат ги уживаат сите права во Република Македонија на еден и друг начин. И кога се слуша одредени недоразбирања дека немаат дека треба уште некои права да добијат, мислам дека тука немаат право, заради тоа што Република Македонија представува пример не само на Балканот, тука и во Европа, каде се решени најдобро етничките односи во својата држава. И тие се само надоградуваат и мислам на тој план треба многу поотворено, многу поконкретно да се укаже јавно преку трибини во парламентот, во новиот парламент тие работи треба да се расчистат, да не постојано само се бара на еден и друг начин. И мислам дека односите треба на тој план да дојдат на свое место, за да немаме сопкање во наредниот период, заради тоа што некои помали партии, некои, да речам, кои исклучиво се профилираат дека се опозиција, а не се, глумат дека се опозиција, на еден и друг начин, преку разни форми и мерки би ја сопкале наредната влада, заради сите тие нешта што се случуваат во смисла односите со етничките заедници кои на еден и друг начин како да не се расчистено, како да Охридскиот договор се уште не е исцрпен, напротив, тој е до крај исцрпен. Во таа смисла мислам дека тука треба да се обрне големо внимание и ако случајно, ако успее Социјалдемократската партија да влезе во парламентот, нема да прекинува никого. Ќе бидеме културни, нема да упаѓаме, меѓутоа ќе предлагаме мерки и начини за смирување на состојбите. Добро, дебатата подразбира понекогаш и поинаков